Доделени сертификатите за успешно завршена обука за згрижувачи. Обуките се во рамки на проектот На секое дете му треба семејство, кој беше имплементиран од СОС Детско село Македонија, УНИЦЕФ и Министерството за труд и социјална политика. Во текот на 2 месеца од почетокот на кампањата беа организирани отворени денови во 30 градови преку центрите за социјална работа и СОС Детско село, за да им се даде можност на граѓаните низ целата земја да дознаат повеќе и да станат згрижувачки семејства. Јулијана Гапо од СОС Детско село Македонија вели дека институциите не се добра форма за децата да растат внатре. Секое дете треба да расте во семејство или најблиску до топлината на едно семејство. Јулијана додава дека згрижувањето е многу макотрпна работа, бидејќи за да се биде родител и да се биде згрижувач не е исто, а обуките овозможуваат да се дознае што значи да се стане згрижувач. Згрижувањето е многу макотрпна и тешка работа. Да се биде родител и да се биде згрижувач не е исто. Да се биде родител значи одговорноста да лежи кај родителот и тој всушност ги носи сите одлуки за животот на едно дете. Во згрижувањето одговорноста е во повеќе страни, затоа згрижувањето е тимска работа. Кај згрижувањето одговорноста лежи во родителот, во згрижувачот, во старателот, во државата. Меѓутоа исто така здравствените установи, училиштата, заедницата сите треба да бидат поддржувачи на згрижувањето, бидејќи тоа е една благородна мисија. И тие се оние кои што треба да помогнат на многу лица, на многу деца кои што останале без родители и родителска грижа. Бенџамин Перкс од УНИЦЕФ вели дека вакви обуки се спроведуваат секаде во светот каде што функционира системот за детска заштита. На обуките потенцијалните згрижувачи учат се што треба да обезбеди еден родител во домашна средина. We had about 300 people. Околу 300 луѓе покажа интерес за време на нашата кампања за згрижувачи. Тоа представуваше навистина добар почеток. За сега имаме 55 нови семејства згрижувачи, од кои што 28 веќе имаат земено деца. Тоа значи дека 47 деца веќе се извадени од институциите и се ставени во семено згрижување. А тоа представува 30% од сите оние деца кои што беа згрижени во институциите. Ја знаете политиката на владата, но исто така меѓународните стандарди и стандардите на Европската унија дека децата не треба да бидат згрижувани во институции. Македонија има потенцијал за давање на љубов. Постојат семејства кои ги пораснале своите деца и тие може да станат згрижувачи и да споделат љубов со децата што денеска живеат во институции. Таков пример е Живко Силјановски од Прилеп, кој е директор на Центарот за социјална работа во Прилеп и тој е еден од потенцијалните згрижувачи на деца. Тој вели дека со неговата сопруга имаат 2 полнолетни деца кои работат и живеат надвор од родниот град, па неискористената љубов сакаа да ја пружат на некое детенце кое на вистина има потреба од неа. Во овој дел јас сум само една посериозна поддршка, би рекол, на моето семејство, на мојата жена, со цел да станеме згрижувачи, да згрижиме дете. Впрочем, рацете на сите нас во семејството четворица се кренат високо кренати кон прегратката на она дете кој го очекуваме да се смести. Така да потребата од нега, љубов, грижа едноставно ја има и ние чекаме таа ситуација, тој момент кога ќе ни се случи. Организаторите на кампањата ги повикуваат сите граѓани што имаат љубов да ја споделат и да придонесат во системот на социјална заштита, да се регистрираат како згрижувачи и да поминат обука, да добијат дете и за него да се грижат додека тоа не порасне.